Го слушнавме размислувањето, но и предизвиците со кои што се соочуваат пчеларите во Македонија, а во студиото ќе разговараме и ќе го слушнеме мислењето на стручните лица кога станува збор за пчеларството во Македонија. Добар ден и добре дојде за Горан Алексовски, дипломиран земјоделски инженер од лабораторијата за биологија и селекција на медоносни пчели при Факултетот за земјоделски науки и храна. Како сте? Добро, благодарам. Добро ве најдов. Драго ми е што сум денес гостин во оваа вашата емисија. Поздрав до гледачите и наистина ми е мило што разговараме на една интересна тема, на една убава тема посветена на најбитното суштество на планетата Земја, пчели. Пчеларството многу често го поврзуваме само со медот, но мораме да истакнеме дека неговото значење е многу поголемо. Па затоа на самиот почеток ајде да одговориме колку е важно пчеларството за природата и за земјоделството, а не само за како производство на мед. Токму така, помеѓу граѓаните, помеѓу населението, пчелите се најчесто познати и највеќе познати по нивните пчелни производи, по здравите хранливи пчелни производи. Дополнително може би по она што како услуга го искористуваат пчеларите како апитуризмот и апитерапијата, но тоа е само мал, можем да кажеме незначаен дел од она што се вели значење на пчелите. Она што најмногу и најкорисно и најмногу треба да го цениме пчелите, токму опрашувањето, спомнавте вие во воведот. Опрашувањето е бесценето и значи многу. Пред се за исхраната на човекот, затоа што 75% од храната која јадеме зависи токму од опрашувањето на пчелите. И не само на медоносните пчели, туку на од сите опрашувачи, од сите инсекти кои вршат опрашување, но најголем дел 85% од тие опрашувања ги вршат токму медоносните пчели. Дополнително пчелите се значени за биодиверзитетот, односно за екосистемот, за екосистемите, овозможувајќи им на целокупниот жив свет кој живее во тие екосистеми да биде на еден начин одржлив и да екзистира. Тука се и опрашувањето, тука е и фактот и тоа што пчелите се битни за опрашување на храната која конзумираат и животните, домашните животни, и за опрашување на оние индустријски култури кои ние како луѓе ги користиме во различни сегменти, во различни сектори. Така. Пчеларството во Македонија има традиција, но прашањето е дали оваа гранка успева да се развива во современи услови кога имаме и голем број на предизвици. Каква е моменталната состојба со пчеларството во Македонија? Дали имаме напредок или се соочуваме со проблеми и колку тие проблеми можеме да ги надминеме? Показателите, бројките, статистиката, евиденцијата покажува дека бројот на пчелни семејства во Македонија оди во нагорна линија и тоа е добро, тоа е одлично. Но иако бројната состојба на пчелни семејства е зголемена, имаме голем број на кошници, пчелите во Македонија мислам дека никогаш не биле под таков стрес како што се денес. Стресот доаѓа од повеќе различни фактори, тука се видовме колегите спомнаа во прилозите, климатските фактори, климатските фактори, болестите, и тука се користењето на пестицидите од страна на несовесните земјоделци и можам слободно да кажам уште еден фактор, тоа е можеби недоволна едуцираност на пчеларите, грешки во воведување на пчеларски техники и она што во претходниот прилог го видовме е увозот, односно нелегалниот внес на пчелни матици од различни подвидови или некои комерцијални хибриди кои што загрозуваат генетиката на нашата пчела. Но затоа пак колку пчеларите се советуваат со вас стручните лица како понатаму да го унапредуваат пчеларството, снели во насока на зголемување на пчелните семејства и поголемо производство на мед? Така, соработка постои. Ние како лабораторијата е секогаш отворена за пчеларите. Излегуваме во пресред секој истражување, секој проект, секоја активност која лабораторијата ја спроведува, на крај реализира со така наречени отворени денови, инфоденови, каде што ги собираме пчеларите и им укажуваме да тоа функционира на терен. Ние тоа веќе сме го пробале на нашите експериментални пчеларници кои ги поседува
лабораторијата, ова не функционира, ова можете да го применувате, тоа не можете да го применувате. Значи има соработка, но таа соработка можеби треба да се продлабочи и тука можеби треба да се вклучи државата преку можеби субвенционирање. Постои некој начин на субвенционирање на пчеларството во Македонија. Не е тоа за занемарување, но можеби треба поддршка и во науката, можеби поголем дел да се поддржат најразлични истражувања, проекти со цел да се тоа на крај да биде апликативно и да може да се спроведува на терен. Затоа и ве прашав како се развива македонското пчеларство во современи услови, затоа што низ годините потребно е унапредување и прилагодување кон новите услови. Рековме влијанието на климатските промени, споменавте болести, пестициди, сето тоа влијае директно нели врз пчелните семејства и токму поради тоа потребна е таа соработка со стручните лица и тоа прилагодување кое што ќе им донесе нели и подобар принос на мед на пчеларите и подобро производство. Токму така, и македонските пчелари, барем голем дел ги следат современите трендови, современите текови во светското пчеларство. Одредени издруженија, очевидци сме во последниве неколку години дека масовно организираат студиски патувања, посети на институти, пчеларски институти, посети на пчеларски капацитети, посети на пчеларски саеми, пчеларски музеи, посетуваат колеги пчелари, врвни, еминентни пчелари, големи пчелари, веле пчелари од окружувањето и пошироко. Така да постојано се случува нешто постојано во македонското пчеларство, се со цел нели да се крене нивото на едно или повеќе скалила нивото на пчеларството во Македонија. Велиме дека нашиот мед е познат по својот квалитет, но секогаш она прашање кај граѓаните кои што сакаат да купат и да консумираат мед, како да изберат квалитетен природен мед, како да го препознаат квалитетот од неквалитетот? Тоа е тешко прашање. Навистина денес фалсификувањето или она добивање на лажен мед е толку совршено што единствено само лабораториски може да се докаже. Можеме често да видиме по најразлични прилози по медиумите како известни пчелари покажуваат некои импровизирани начини, некои техники како да се открие, како да се препознае. Во домашни услови да препознаете дали станува збор за природен или навистина е тешко, доколку го купите од непозната локација некаде на пазарите или во маркет. Затоа треба тоа да го направите, да го купите медот од познат производител и тука сигурно нема да сгрешите. Секогаш мојата и на видовме на останатите колеги, мојата препорака е секогаш доколку имате простор, доколку имате локација, доколку имате можеби слободно време, па и не е толку проблем слободното време, и доколку сакате да уживате во природа, ставете во вашата градина, во вашиот двор, покрај вашата викендичка 2-3 кошници со пчели и веќе сте го решиле тоа прашање. Доколку не можете, слободно посетете некој пчелар, изберете некој пчелар, на кој во иднина би му кажале доверба да ве снабдува со мед и пчелни производи. Посетете го, видете како работи, видете како произведува, така ќе поминете известен период од денот, од неделата, од вашето слободно време во природа и ќе се запознаете со тоа како се произведува храна, на кој начин и секако ќе добиете и здрав производ. Сега кога велиме дека имаме квалитетен мед во Македонија, се поставува и прашањето колку тоа го користиме пак како држава и каков е квалитетот на македонскиот мед и дали доволно го користиме како потенцијал за извоз и брендирање. Имаме ли доволно произведени количини со кои што можеме да бидеме барем до некаде конкурентни на другите пазари надвор од државата и да се представиме како бренд? Да, македонскиот мед е несомнено еден од поквалитетните. Имаме повеќе видови на мед во Македонија, можност да се добијат. Имаме одлично поднемје за добивање на различни како полифлорни, така и монофлорни видови на мед. Имаме наша македонска автохтона пчела која што во соработка со природата, во соработка со цветовите, со флората произведува одличен мед.
За жал, она што е проблематично во Македонија е можеби количината, нестандардизираниот мед помеѓу видовите на мед, не соодветно можеби или не доволно упатеност на пчеларите во брендирање, во маркетинг, така што тука е значи и клучна поддршката која што треба државата да им ја даде на пчеларите, бидејќи без системска помош пак тешко се оддржува ова производство и се обезбедува нели пласман. Колку се поддржани пчеларите од институциите и државата и дали одредените мерки и субвенции се доволни? Што друго е потребно? Само во врска со претходното прашање, во тек е сега на новина помеѓу она што се случува во пчеларството, во тек е формирање на пчеларски кластер на Македонија, во кој што учествуваат неколку граѓански организации, Министерството за земјоделие, Факултетот за земјоделски науки и храна, Ветеринарниот факултет, Факултет за природно-математички науки, така што повеќе субјекти тука се вклучуваат и веќе се работи на ова прашање кое го спомнавте околу медот. Околу субвенциите, да, државата го поддржува пчеларството во различни, да кажам, од различни правци доаѓа таа поддршка која што ја добиваат пчеларите. Тука е програмата за рурален развој, тука е ИПАРТ програмата, тука се поддршката за млади земјоделци, рурална жена исто така ги поддржува припадничките на понежниот пол кои што сакаат да се занимаваат со пчеларство. Дава државата и поддршка за изнајмување на земјиште некаде 10 години за поставување на пчеларник и сето тоа е одлично. Пчеларите имаат проблем со можеби ненавремената исплата на субвенциите или не исплаќање на субвенциите баш токму оној период кога најмногу се потребни, можеби треба да се обрне внимание на тоа, но секогаш постои простор и можност државата да го крене тоа ниво на субвенционирање и поддршка на малку повисоко. Како што кажав, треба да се поддржи науката, затоа што без наука и без следење на тие модерни современи научни текови нема модерно современо пчеларство. Тука и секако она стегање и поригорозни контроли околу инспекција околу увозот на нелегалниот увоз на матици од неавтохтон подвид. Споменавте видови на мед и многу често покрај дилемата како да се купи и одбере природен, квалитетен мед, дилемата кај граѓаните и каков вид на мед да консумираат. Ајде нешто кратко околу видовите на мед. Планински, ливадски и понатаму. Да, тоа е веќе прашање на вкус. Палетата на и самите можеме да видиме на саемите, на изложбите пчеларски, дека палетата е на мед, на видови на мед е доста широка. Да, постои планински, постои ливадски, постои липов, постои багремов. Тука е костеновиот мед кој е доста ценет. Сите подеднакво квалитетни и со подеднакво добри нутритивни вредности, така? Така, едни содржат повеќе минерали, други повеќе витамини. Нивото на шеќери е тука некаде, водата е македонскиот мед има прилично низок процент на вода, бидејќи имаме доста сончеви денови. Прашање е на вкус, на потрошувачите. Но најбитно, како што кажав, е да биде од проверен извор, од пчелар, од пчеларник кој што е го познаваме, во кој што имаме доверба, затоа што на тој начин со купувањето на мед на пчеларот му го доверуваме и нашето здравје, затоа што тој мед го користиме ние самите, го користат членовите на нашето семејство, нашите деца. Тоа е најбитното. На 20 мај се одбележува Светскиот ден на пчелата и од тука и пак се отвара прашањето за свеста кај јавноста и заштитата на пчелите. Па од тука прашањето ми е дали граѓаните ја разбираат доволно улогата на пчелите и што треба да направиме за нивна заштита, не само да ги користиме целните пчелните производи, туку и да се грижиме за пчелите.
Токму така, да, 20 мај е ден посветен на пчелата и не само на пчелата, туку на сите опрашувачи. Воведен е нели во чест на еден словенечки пчелар, Јанша, кој што важи за пионир на современото словенечко и европско и светско пчеларство. По иницијатива на Словенечката пчеларска асоциација, во Обединените нации беше поднесена иницијатива нели да акција за да се прогласи 20 мај како светски ден на пчелата. Тоа помина, тоа е и веќе неколку години се прославува во Македонија, навистина со поддршка на амбасадата на Република Словенија, Министерството за надворешни европски работи на Словенија, веќе неколку години се слави. Оваа година малку порано се прослави како вовед во оваа недела на посветена на пчелата и опрашувачите. На 13 мај сега имаше во Гевгелија прослава, минатата година беше пред факултетот на платото пред факултетот за земјоделски науки и храна. Пред тоа се случуваше на плоштадот во општина Газибаба, така што навистина се обележува достојно и се посветува доста внимание на пчелата. Се со цел јавноста поблиску да се запознае нели така, и со пчеларството и значењето на пчелите. Учество на граѓани, на дечиња, на ученици, на носители на функции, голем број на пчелари. И можеби да, тоа е во ред, но секогаш, како што кажав и претходно, секогаш постои простор и можност граѓаните да се информираат повеќе и не треба само да останеме на дали е тоа само 20 мај или недела посветена на пчелата. Секоја година треба, секој ден од годината треба да бидеме свесни за она што значи пчелата, што значат опрашувачите и колку се корисни за човештвото. Така што еве како пчелари пораката е до пчеларите да одгледуваат пред се македонска пчела, македонски подвид на медоносна пчела, а до граѓаните доколку се во можност да засадат медоносни растенија, дали на нивниот балкон, дали во нивниот двор, во нивната градина. Доколку имаат можност, може да направат или некој мини хотел за опрашувачи, каде што опрашувачите од околината би се вгнездиле и би така да кажеме, би свиле своје гнездо во тој хотел за инсекти. Исто околу косењето на дворовите и градините да не биде тоа често. Ние во рамки на лабораторијата за биологија и селекција на пчели при факултетот имаме и парк на пчелата. Таму е укажано токму со такви табли, со знаци дека што значи пречестото косење на дворовите, на тревниците за инсектите, за опрашувачите во однос на храната, на тој начин уништуваме храната. Исто така ги поканувам гледачите, граѓаните да го посетат тој парк. Тој е отворен за јавноста постојано го посетуваат дечиња од градинките, ученици од основните и средните училишта, студенти. Така да еве една отворена порака да дојдат таму да се информираат. Навистина има голем број на информативни табли, нагледни средства, хотел за инсекти, песочно живеалиште за опрашувачи и уште многу бројна содржина која што ќе ги доближи пчелите и опрашувачите до граѓаните и ќе ја крене свеста на едно повисоко ниво. Еве една конкретна порака и насока од вас дека сите ние како граѓани можеме да придонесеме за зачувување на пчелите, а на тој начин пак ќе им помогнеме и на пчеларите да имат што е можно повеќе пчелни семејства и поголемо производство на мед. Дали вие сте пчелар? Да, јас сум пчелар веќе 15 години. Пчеларам тука Како тече вашето производство? Пчеларам во околината на Скопје, тука во Скопско не е нешто многу за пофалба, но моите пчели, како што кажав, моето пчеларење е фокусирано кон науката повеќе, затоа што и лабораторијата за биологија и селекција на пчели има своји пчеларници тука во Скопско, па пред се сме фокусирани кон нив. Моите пчели се малку занемарени, ама и тоа е, можам да кажам, мојот пчеларник е повеќе полигон за истражување, за наука, затоа што постојано ни доаѓаат некои нови идеи со професорот Александар Узунов, кој што е раководител на лабораторијата, заедно соработувам и со него веќе доста години.
така што постојано доаѓаат некои идеи за истражување, за иновации, за тестирање нешто, па кога нема простор на и што значи неминовно е да имате пчели директно нели да бидете вклучени во истражување преку вашето лично производство на мед. И сосема за крај кратко споменавте дека изборот на вид на мед кој што ќе се конзумира е личен вкус, прашање на вкус, меѓутоа дали е прашање на вкус и колку и како правилно се конзумира медот? Тоа веќе тука веќе мора да се настапи со внимателност, да, се нели со се ако се претера, се може да штети по здравјето на човекот. Сосема доволно е на лажица наутро, дали е во чај, дали она чисто ќе земеме директно, ќе го земеме медот директно од тегла, дали намачкан на тост, на лепчиња. 1 до 2 лажички се сосема доволно наутро, навечер исто препорачливо е, моите деца го практикуваат, топло млеко со мед пред спиење, одличен рецепт за смирување и за паќање дремка, можеме да кажем. Ви благодарам многу за гостувањето и посакувам успешна научно-истражувачка дејност кога станува збор за пчелите како наше природно богатство и за пчеларството кое што треба низ годините да го унапредуваме пред се во Македонија, а понатаму да бидеме нели препознатливи по производство на мед и надвор од нашите граници. Ме беше задоволство.